Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Прилеп денеска повторно продолжува со мирен собир под слоганот "Бараме одговори и одговорност за настраданите во Кочанската трагедија". Прилепските средношколци изразија сочувство до семејствата на настраданите во Кочани. Светските медиуми се наоѓаат во Кочани. Колегите од Радио Кочани раскажуваат за нивното видување на настанот. Крводарителска акција организира општина Прилеп со Црвениот крст. Времето денеска сончево со температура до 15 степени Целзиусови, дуваше северозападен ветар. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Прилеп денеска повторно продолжува со мирен собир под слоганот "Бараме одговори и одговорност за настраданите во Кочанската трагедија". Со 7-минутен молк, палење на свеќи, полагање на цвеќе кај параклисот Свети Никола во центарот на Прилеп, граѓаните на Прилеп денеска на мирен собир под мотото "Бараме одговори и одговорност за 59 жртви, главно на возраст од 14 до 25 години, кои загинаа во пожарот во Кочани. Ваквиот собир ќе има секој ден во 12 часот на истото место во наредниот период, додека се прогласени денови на жалост во Македонија. Средношколците во Прилеп во знак на почит кон настраданите во Кочани денеска положуваат цвеќе и палеа свеќи пред параклисот Свети Никола во центарот на Прилеп. Кога функцијата се купува, правдата се губи. Веќе не е прашање дали туку кога, Македонијо, цел живот ти е судено да го играш тешкото. Беа само дел од паролите кои денеска ги носеа прилепските средношколци, изразувајќи тага, револ, жалење, хуманизам и солидарност од трагедијата во Кочани. Тие во знак на почит положуваат цвеќе, палеа свеќи пред параклисот Свети Никола во центарот на Прилеп и со молчење изразија сочувство до семејствата на настраданите во Кочанската трагедија. Средношколците преку пароли порачаа дека тагата е колективна, но одговорност мора да има и побараа да живеат во општество каде ќе се чувствуваат безбедни. Светските медиуми се наоѓаат во Кочани. Колегите од Радио Кочани раскажуваат за нивното видување на настанот. Кога ќе забележија дека некој е жив, веднаш го ставаа во возила, немаше доволно возила, нитна помош, немаше други возила и самите луѓе со цивилни возила ги пренесоа децата до болницата. Овде беше улицата хаос, значи едни одеа према болница, други доаѓаа према дискотеката да си ги видат своите. Младите луѓе беа во паника, родители вриштеа, пиштеа. Крводарителска акција организира општина Прилеп со Црвениот крст. Под мотото "Да помогнеме заедно", општина Прилеп во соработка со Црвениот крст организира крводарителска акција која ќе се одржи на 19 март во среда. Крводарителската акција ќе биде организирана од 9 до 14 часот. Временска прогноза. Времето денеска беше сончево, но студено со температура до 15 степени Целзиусови, дуваше слаб северозападен ветар. Од утре метеоролозите најавуваат слично време на денешното. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, март 2025 година.